Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Навистина ова вечер ќе имаме една прекрасна вечер и кој што верувам дека на сите нам ќе ни донесе голем благослов, затоа што ќе можеме се разбира со Божја волја да го разгледуваме и испитуваме аналитички животот на Аврам. Зошто точно баш Аврам беше наречен или е татко на верата? Ова вечер ќе зборуваме за верата, што ќе се погрижи, се разбира, за сите наши потреби и грижи. Затоа подоцна апостолот Павле ќе каже: подајте ги сите ваши потреби и грижи на него, и тој ќе се грижи за сите нас. Верата во Бога е таа која што се грижи за нас и за сите наши потреби. А ние не треба да се грижиме за ништо или всушност не сме ние тие кои се грижиме за верата. Туку верата е таа во Бога кој што имаме и таа се грижи за нас. Верата треба да се негува или да се почитува, затоа што таа е дар кој што ни доаѓа од самиот Господ Бог. Ке повторам. Верата треба да се негува или почитува, затоа што таа е дар кој што ни доаѓа од самиот Господ Бог. Во претходните служби, претходните емисии, во емисијата на Глас на вистината, спомнавме дека верата не е наследно нешто кој што ние го наследуваме од нашите предци, туку верата доаѓа од самиот Господ Бог. Подоцна Господ Исус зборува дека верата доаѓа точно преку слушање на зборот Божи. И видовме дека верата е жива представа за она што не се гледа, а докажуваме дека постои. Исто така видовме дека без вера во Исуса Христа, во Синот Божи, не е можно да дојдеме или да се приближиме пред самиот Господ Бог. И видовме исто така дека Господ се приближува преку Божиот Син, преку Исус Христос, всушност кој е застапник меѓу Бога и меѓу луѓето. Исто така видовме дека ако сакаме да му годиме на Господ, мораме да му годиме преку вера, затоа што верата е единствена опција како ние можеме да му служиме и да бидеме богоугодни и да живееме според волјата Божја. Во Библијата ни се опишува за двајца луѓе кои живееле според волјата Божја и според верата во Бога. И овие двајца луѓе се викале Енох и Илија, не вкусиле смрт, туку Бог ги зел кај себе си. Што нас ни преостанува како луѓе? Да веруваме и тогаш преку вера ќе можеме, се разбира, да ја видиме славата Божја. Значи, што нас ни преостанува? Да веруваме целосно, со цело наше битие, тело, душа и дух, верувајки во живиот Бог. И само на еден таков начин Бог може да ни ја покажи, се разбира, славата Божја или да ја тргни завесата за да можеме да ја видиме славата Божја. Еве што ни е запишено во Евангелието на Јован, 11 глава, 40 стих. А Исус си рече: нели ти реков, ако веруваш, ќе ја видиш славата Божја. Повторно гледаме дека клучна алатка за да се види славата Божја е точно верата во живиот Бог. Таа е клучна алатка како може да се види славата на живиот Господ. Потоа во книгата на пророкот Исаија ќе отвориме 6 глава и ќе го видиме видението кој што Исаија го имал, всушност видение каде што Бог ја објавил неговата слава. Ке читаме книга на пророкот Исаја, всушност тоа е една старозаветна книга,
од 6 глава, ќе читаме од 1 па се до 5 стих. Еве што таму ни е запишено. Во годината кога умре царот Озија, јас го видов Господа, седнат на престолот, висок и издигнат, а полите на облеката негова го исполнуваа целиот храм. Околу него стоја серафими, секој од нив имаше по 6 крила. 2 секој го криеше лицето свое, со 2 други ги криеа нозите своји, и со 2 леташе. И викаа еден кон друг и велеа: свет, свет е Господ Саваот. Целата земја е полна со негова слава. И се разнишаа гориштата на враговите од гласот на оној што вика, а димот се исполни со дим. И рече, тешко мене, зашто сум човек со нечиста уста и живеам сред народ исто така со нечиста уста, а очите мои го видеа царот Господ Саваот. Господ Саваот, кој значи Господ над војските. Така, овде Бог му се објавува на пророкот Исаија, давајќи му ја можноста преку верата во Бог да ја види славата Божја, да види како Бог седи на серафими, да го види престолот Божји, како Бог е обкружен со целата слава. Но исто така, Бог му се објавува како Господ кој е над војските. Видовме дека ако веруваме, ќе видиме славата Божја. И затоа реков дека ако веруваме дека Бог ќе се погрижи за нас, за нашето семејство, за нашите потреби, тоа треба целосно да му го довериме на Бог без малку сомнение. Апостолот Јаков зборува точно за луѓето кои што се сомневаат, дека приличаат на морски таласи кои се издигаат или паѓаат, а исто така дека таквиот човек личи на трска која што се љулја лево и десно. Всушност, Библијата зборува дека Бог сака да имаме постојана цврста вера, а не да бидеме непостојани во нашата вера или неколебливи. Реков, ќе го испитуваме животот на Аврам. Зошто Аврам, токму Аврам, е наречен или Библијата ни го открива како татко на верата. И ќе видиме неколку клучни настани се разбира со Божја воља. Зошто Аврам е наречен татко на верата? Ќе можеме преку Светото писмо да го видиме или да ги видиме благословите кои Бог му ги вети на Аврам. Се разбира преку послушноста кон верата во самиот Господ Бог. Но пред да дојдеме таму, јас сакам да го разгледаме и да го видиме, се разбира, потеклото на Аврам. Од каде Аврам ни доаѓа или всушност од каде тој потекнува. Затоа ќе се вратиме назад во времето на Ное и ќе видиме од каде точно потекнува Аврам. Затоа што Аврам потекнува од Ное. Всушност тој потекнува од Сим. Библијата ни открива дека Ное имаше 3 сина: Сим, Хам и Јафет. Еве ќе отвориме во првата книга на Мојсе, 9 глава, значи прва книга на Мојсе, 9 глава, ќе читаме од 18 па се до 29. Еве што ни вели Словото Господово. Синовите Ноеви кои излегоа од ковчеко беа Сим, Хам и Јафет. Хам е татко на Ханан. Тоа се 3 синови Ноеви и од нив се населија или се насели целата земја. А Ное почна да ја обработува земјата и да насади лозја. Се разбира откако заврши потопот. И подоцна читаме како Ное се опива и се гледа неговата се разбира голотија. Вика, а Ное почна да ја обработува земјата и насади лозја. И се напи од виното и па се опи. И легна гол сред шаторите своји. А Хам, таткото на Ханан,
Ја виде голотијата на таткото свој и излезе да им го покажа тоа на обајцата или на неговите двајца браќа. Но Сим и Јафет зедоа облека и, наметувајќи ја на рамената свој, појдеа од позади и го покриеа со неа, за да не се гледа голотијата на нивниот татко. И лицето им беше свртено, и тие не го видеа или не ја видеа голотијата на нивниот татко. А кога се истрезни Ное од виното, дозна што му беше направил помалиот негов син, па рече: проклет да е Ханан, тој ќе биде слуга на слугите од брајката свој. И уште рече: благословен да биде Господ Бог, Симов и Ханан, и ќе биде слуга. Нека го разреши Бог Јафет, и тој нека живее во шаторите на Сим и на Хан, и ќе биде слуга. И проживеа Ное по потопот 350 години. А се на се проживеа Ное 950 години и потоа умре. Го видовме овој доста интересен настан. Ги видовме трите негови синови, но исто така ги видовме и благословите од каде треба, нели, и да ни доаѓаат. Видовме дека Словото Господово ни открива дека Сим е најстариот син на Ное и тој го добива благословот од неговиот татко. Подоцна Библијата ни открива дека Сим или од Сим доаѓа и Аврам. И не само што доаѓа Аврам, туку од Сим доаѓа и благословот, кој што веќе претходно прочитавме. Родослов од Сим до Аврам. Запишан ни е во Словото Господово, всушност во книгата Создавање, или во почетокот на еврејски Берешит. Можеме да отвориме во 11 глава, 10 стих. Еве што вели Словото Господово. Ова е родословието на Сим. Од 26 до 32 стих од таа иста глава, 11 глава, од првата книга на Мојсе, еве како ни е запишено. Тара проживеа 700 години и го роди Арам, Нахор и Аран. И еве го родословието на Тара. Тара го роди Аврам, Нахор и Аран. Аран го роди Лот. Пота вели Господ вака: Аран умре кај таткото свој, Тара во родната земја во Ур Халдески. Арам и Нахор се оженија. Името на жената Аврамова беше Сарија, а жената на Нахорова името ѝ беше Милка, керка на Аран, татко на Милка и Иска. Сарија беше неплодна и немаше пород, или немаше деца. И го зеде Тара синот свој и внукот од синот свој Лот, синот Аранов, и Сарија сната своја, жената на неговиот син Аврам, па излегоа заедно од Ур Халдески, за да појдат во земјата Хананска, и дојдеа до Харан, каде што и се населија. И проживеа таму 95 години и умре Тара во Харан. Еве го гледаме потеклото, се разбира на Аврам. Од каде Аврам потекнува? И затоа реков дека Аврам потекнува од лозата на Сим, од тој син кој беше, се разбира, благословен. Можеме да го видиме повикот Божи кон Аврам. Можеме да отвориме во првата книга на Мојсе, Создавање, 12 глава, и ќе читаме од 1 до 5. И му рече Господ на Аврам: излези од својата земја и оди во родот свој и од домот на татка си, па појди во земјата што јас ќе ти ја покажам, а од тебе ќе направам голем народ и ќе те благословам и името твое ќе го прославам и ти ќе бидеш благословен. Ќе ги благословам оние што тебе ќе те благословуваат, ќе ги преколнам оние што тебе ќе те проколнуваат. Преку тебе ќе бидат благословени сите народи на земјата. Тогаш ка тргна Аврам како што му кажа Господ, а со него појде и Лот.
Аврам имаше 75 години кога излезе од Харан. И ги зеде Аврам Сарија, жената своја, и Лот, братанецот свој, и целиот имот што го беше спечелил, и слугите што ги бил придобил во Харан. Па излегоа заедно и отидоа во хананската земја. За еден ваков чекор, се разбира, потребна ни е една целосна, комплетна доверба во Бог. И затоа Библијата Аврам го нарекува и е татко на верата. Во 12-та глава од првата книга на Мојсија, 4 стих, тука го гледаме клучниот збор кој што ние го среќаваме или ни е запишен, зборот тргна. Аврам тргна со вера во Бога, верувајќи дека Бог ќе се погрижи за него и за сите оние кои што беа со него. Библијата ни зборува дека Аврам го послуша зборот Божи и тргна без да знае каде оде и што го очекува, се разбира, понатаму. Ќе отвориме во Евреите 11-та глава, значи послание до Евреите 11-та глава, ќе го читаме 8 стих. И еве што таму ни е запишено. Со вера Аврам, кога беше повикан, послуша да појде во местото што требаше да го добие во наследство и тргна не знаејќи каде оди. Значи Аврам тргна со послушност кон Бога и затоа реков клучниот збор е тргна. Аврам тргна, го послуша зборот Божи и појде на место каде што не знаеше едноставно каде оди. Но сепак Господ му вели излези од татковата си куќа. Подоцна, како Господ му се објавува во првата книга на Мојсе, 70-та глава, 1 стих. Аврам имаше 99 години, кога му се јави Господ и му рече: Јас сум Ел Шадај, Бог Семојкен, чекори по мојот пат и биди непорочен. Повторно гледаме како Бог му се објавува на Аврам да тргни, иако не знае каде оди. Но сепак Господ му вика: Јас сум Ел Шадај, Семојкен Бог, чекори по мојот пат. Чекори онаму каде што јас ќе ти кажам. Оди, движи се, но јас ќе бидам со тебе. Сепак Аврам го доби Божјото ветување дека Бог ќе го благослови и ќе го преблагослови и дека Бог од него ќе подигне голем број на народ. И дека Бог е тој кој ќе го издигне овој човек за да може да биде татко на верата. Така да тука ќе застаниме и се надевам со Божја помош ќе можеме понатаму се разбира да го разгледуваме животот на Аврам, како Бог навистина се погрижи за него. Ќе видиме како Бог воспоставуваше завет, како Бог го подигна неговото потомство, колку време му требаше да се роди Исак и така натаму. Така да ве оставам оваа вечер со мирот Божи. Господ нека биде со вас. Така да заклучокот на самата емисија, иако имаме серија предавање, но сепак да останеме послушни кон верата и само на еден таков начин Бог може да ја покажи славата своја над нашиот живот. И не само што Бог ќе ја покажи славата своја над нашиот живот, туку тој, како што вели апостол Павле, ќе се погрижи за сите наши потреби кои што ни се потребни. Така, имајте убава и благословена вечер. И Господ нека биде, се разбира, со сите вас. Пријатна вечер. Се разбира, до наредната емисијата Глас на вистината. Пријатно. Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Навистина, ова вечер ќе имаме една прекрасна вечер и кој што верувам дека на сите нам ќе ни донесе голем благослов, затоа што ќе можеме, се разбира, со Божја волја да го разгледуваме и испитуваме аналитички животот на Аврам. Зошто точно баш Аврам беше наречен или е
татко на верата.